што ми го испија и последниот копнеш сонова пред портите на сината олена убавица, станав ѓаволски недофатен. Душата што Во Центарот за култура се одржа промоција на меѓународниот зборник Кумановска симбиоза 22 на клубот на книжевни творци Симбиоза. На настанот кој е по повод 11 ноември денот на градот учествуваа поети и членови на клубот, ученици. Организаторите дадоа извештај за организацијата и координацијата при доделувањето на наградите од меѓународниот фестивал. Вториот меѓународен фестивал Симбиоза на планетата беше распишан на 5 мај, Ден на македонскиот јазик. Заврши на 31.9, каде што се сумира сите учесници, од тие сите учесници земаа учество 96, од кои од 9 земји, а 23 беа странски држављани од странство. Значи, по завршување на фестивал, значи се појави едно ново, мораме тоа да склопиме во едно книжевно милје или книжевна разгледница. Значи, по завршување на фестивалот се појави на книжевно македонско поле се појави ново виножито со поинакви бои. Излезе втор меѓународен зборник Кумановска симбиоза, нагласено 22. Да се знае, од сега така ќе правиме, да се знае колку пати го направивме. Кој ќе остави траен белег со својата богата содржина на македонската книжевна сцена и надвор од неа и пошироко. Кумановска симбиоза е со прекрасни корици, јас би нарекла добро и зло, меѓу кои се испишани многу песни, многу есеи, афоризми и раскази, али истовремено се ставени и фотографии од нашето Куманово, значи една врста на разгледница која го покажува, разгледница од нашиот град, која го покажува и мислиме дека ќе биде успешна приказна како секогаш. Проектот беше координиран и организиран од преседател Петро Скаверица со клуб на книжевни творци и со сигурност можеме да кажеме беше наше, али европско наше. Од Симбиоза се надеваат дека ваквите настани и книжевните дела ќе бидат потик за негување на македонскиот јазик и изработка на нови проекти во книжевноста и литературата.